Добар ден и добро ни дојдовте. Денеска сме соверени овде во читалната на јавната локална библиотека Илинден да го одбележиме, како што знаете, 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Јавната локална библиотека Илинден години наназад го одбележува овој датум со различни активности, меѓутоа оваа година посебно ни е драго што денот на ромите го одбележуваме заедно со вас, учениците роми од Позрачното училиште на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски во село Превотивиште, заедно со вашиот наставник Ален Зекировски. Тука е и Валентина Даневска, наставник по македонски јазик и библиотекар во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски. Добре ви дојдовте. И тука се и три ученички ромки од Општинското основно училиште Ганчо Пркја и Габриела Димитровска, наставник по македонски јазик и библиотекар во основното училиште Ганчо Пркја. Добре дојде и за вас. Јас и на овој 8 април повторно морам да кажам дека библиотеката нема голем број на литература на ромски јазик, меѓутоа имаме речник на ромски јазик и граматика на ромски јазик. И она што посебно ме радува што ние имаме збирка поезија на ромски јазик и тоа од наш роднокраен автор. Можеби и сте слушнале, тоа е Саби Демиров, кој што е роден во село Тработилиште Делчево на 5.12.1968 година, каде што и завршува основно образование. Својата поетска дарба ја искажува уште од раното детство, за која е наградуван во рамки на многу надпревари на млади поети. Ова е негова прва збирка поезија. Сабри Демиров е еден од ретките ромски автори во Македонија кој што живеел и создава во Делчево. Традиционално, по повод Меѓународниот ден на ромите, ние бираме и читател, најчитател во нашата библиотека. Училиштата пак бираат ученик ром, но пред да преминеме на овој дел, јас ви давам збор на вас да ги слушнеме најнапред учениците од Позрачното училиште во село Превотивиште. Поведете. 8 април. 8 април е Меѓународен ден на Рома. Ромите живеат во сите земји на Европа. Според проценките на современите истражувачи, нивниот број во Европа се движи помеѓу 12 до 15 милиони. Од нив околу 70% живеат во земјите од источна и југоисточна Европа. Најголем број на роми има во Романија, Унгарија, Бугарија, Словачка, Чешка, Русија, Србија, Грција и Македонија. Ромите потекнуваат од Индија и самите меѓу себе се нарекуваат роми, ром, рома или пак синти, синто, синтура. Самото име има ознака на етничка припадност, меѓутоа се користи и за значењето маж. Ромите најверојатно го добиле името по Рама, легендарниот јунак од староиндискиот еп, а неговите припадници постанале рамини деца, романе чаве. За тоа сведочат записи на хроничари, научни истражувања, уметнички дела и така натаму. Ромите се појавуваат во средновековните византски земји, во средината на 11 век. И може со сигурност да се каже дека тие во Македонија се присутни во 12 век, а голем број на роми се стигнати на овие простори за време на владењето на српскиот крал Стефан Дечански, додека пак уште поголем број на роми пристигнале во јужнословенските земји за време на владењето на османлиите на овие простори. Така во полисите што ги правеле османлиските власти може да се најдат податоци за ромите кои живееле во турските кадиулци или казни. Во тие полиси може да се најде дека роми имало во македонските градови: Штип, Кратово, Велес, Скопје, Тетово, Прилеп, Титова, Кичево, Дебар и Охрид. Најголем дел од пристигнатите роми во тој период работеле како ковачи, артисти, гатачи, дресери на животни, јажари, свирачи, калајчи, кошари, папујчи, слуги, бојачи и други. Во Македонија во периодот 1888 година до 1895 година, кога е правен попис на населението, имало 22.001 жител ром. Најмногу роми имало во Битолскиот, Прилепскиот, Скопскиот, Струмичкиот и Тетовскиот округ. Половината од нив живееле во градовите. Според податоците на истражувачите и научниците, ентолози, географи, социолози и историчари,
кои ги проучувале ромите во периодот до 12 до 20 век. Над ромите се правени масовни екзодуси, прогони, програми и асимилации. Уште се свежи сеќавањето на Холокаустот на ромите во текот на Втората светска војна. На предлогот на Слободан Верберски од 6 до 8 април 1971 година е одржан првиот светски конгрес на ромите. На конгресот присуствувале делегати до 14 земји. Тие го прифатиле името Ром, определиле официјално знаме и химна на сите роми во свет. Биле формирани 5 комисии кои ќе се занимаваат со општествени проблеми: образование, војни злосторства, јазик и култура. Формиран е постојан секретаријат на конгресот и извршно тело на конгресот. За прв председател бил избран Слободан Берберски. Воспоставен е и прв контакт на ромите со нивната прататковина Индија преку амбасадата на Индија во Лондон. Од 1971 година наваму, ромското движење во светот постојано раст, а Меѓународниот ден на ромите 8 април се слави во Америка, Африка, Азија, Австралија и Европа. Македонските роми со своите активности даваат голем придонес во јакнењето на тоа движење и развојот на ромите. Аке Авлината Рамброла Анела, Асала Прастала Марија Амела. Еве одворот, круши носи, се смее и трча нашата Амела. И сјаме нивотото тајбаро, трансапонеске кој амаро. Кермусо, котавани Амаро, шуски пишун гумбаро, тедика фуклиум, јеке кермуседи клиум, утлеха пензар комуј вов пес парварела, сунгала тај шушкинела, тајни харина ладжала, нума јеквар и писика, оле порикатат астарга, джите панел пејака, оле скоро шеровој хала. Ало танодае амародиве, ало танодае амародиве, амародиве, хедерлеси, са аромадае, бакрен чинена, амен чорова дорази кава. Са аромадае, бакрен чинена, амен чорова дорази кава. Ајде, ајде, мето, шворото текеле, дивето текеле, ке чорела, верно, хајде, бакрена. Ајде, баба, хемне, баба, са аромадае, бакрен чинена, амен чорова дорази кава. Амалина, парамисиек, мангавско пенал, баклјарна колафина, нетекухава, амалина сине пескетрина, малина сар, таросуноре, саре олен тајджанле, саре олен тајмангле, олен са збут мангипе, камескоро татипе, бизоа горо келипа, тај мудроча ворипе, атиче, трита, тајана, сикловен, бизин мана, сај панџенгере ола кеден, аке соске олен манген. Кокч, зошто веќе рано вика, кичице бело, зошто веќе паса пролети во красиво село, зар студо ме се плашиш, јад снегот бел, зар не гледаш дете драго, се иступи си од снег. Браво. Сега ги слушнеме ученичките од Општинското основно училиште Ванча, па ќе тие ќе ни прочитаат поезија токму од Демиров Запри. Поведете. Зошто? Зошто да бдеам по цели ноќ? И јас сум славек од дрвото на животот. Зошто да патам по таа прекрасна жена? Многу други ја бараат, мојата сенка. Зошто да се плашам од гробови и смртка? Тие се постојано во мојата мисла, како река бистра. Може би утре ќе излезне силно топло сонце што ќе ни ја згрее душата. Може би утре кога ќе се соберат жетвите, ќе се најдат изгубени. Може би утре зората ќе зазори, росата ќе зароси. Срцата ќе ни ги стопли, тагата ќе разори. Шајтај са, кај твал и клол зоралота токам, сока
синка Ресукерел, ови веа меги, кајта керел, опуке обека порелел. Ми доаѓа да викнам како девојче, кога ќе се исплаши од отровна змија. Ми доаѓа да заплачам како мајка, кога ќе го изгуби своето единче. Ми доаѓа да ги препливам морините, да ги пресопнам планините, да ги изведам рамнините, да стигнам до мојата драга. Авела пеманге чингерав сарчај, кана кадаралта таробилачоса, авела пеманге терелав сардај, кана шалелпе е кухне, авела пеманге те нанјовав о самудре, тихотина по плајне, те пирав о правдел мала, те расавџики ми камне. И како што веќе реков, секоја година на Меѓународниот ден на ромите, јавната локална библиотека Илинден избира најчитател. Оваа година овој епитет го понесе Седат Ибраимов, но од оправдани причини тој денеска не е тука со нас. А знаете дека и училиштата секоја година по повод Меѓународниот ден на ромите бира најученик ром од Општинското основно училиште Ванчо Прке. Оваа година е избрана Серги Ибраимова. Нека дојде да ги подариме една книга. Од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски за ученик ром е прогласена Алисија Нарин Мемедова. И тука ќе ја завршиме оваа наша кратка свеченост по повод Меѓународниот ден на ромите. Нека е честит денот, се надевам дека ќе се дружиме и во следна прилика.